Средношколци нудат решенија за проблеми кои возрастните со години па и децении ги одложуваат. Како паметно да се трошат парите, стратегија за инвестирање, тргување, купување недвижнини или криптовалути, креирање платформи за да се пријавуваат небезбедни точки, темни улици, оштетени премини, диви куќиња или запуштени пешачки премини, апликација за слободни паркинг места, но и систем што открива неправилно паркирање. Македонските тинејџери со оригинални идеи за секојдневните проблеми што им создаваат главоболки на граѓаните. Е апликација која со сензори детектира дали паркинг местото е зафатено или слободно. Потоа тие информации ги испрече на апликација која е достапна за сите возачи и со ова ќе се реши еден од најголемите проблеми во Македонија – паркирањето. Нашиот план е да направиме договори со секоја општина и нашиот систем да биде поврзан со системот за наплаќање на јавните паркинзи. Бизнис идеја е начин на кој што основците добиваат поквалитетно образование со тоа што нема да учат само на памет, туку ќе учат преку разбирање. Нашата бизнис идеја треба да победи затоа што ако не е оваа идеја, не можеме да промениме иднината на младите и ако не сега, нема кога и ако не е нашиот тим, нема кој. Нашата идеја треба да победи, бидејќи се адаптира на новите AI системи, не ги користи за да направи зло, туку да направи добро, бидејќи AI многу луѓе го прецепираат AI како опасност, ние даваме решение, ние го представуваме како не нешто што е опасно, туку како нешто што може да му помогне на бизнисите и на просечниот човек. Апликација за брзи медицински насоки и дигитален дневник за ментална хигиена, но и лесно наоѓање слободно место за вработување. Голем надпреварувачки дух помеѓу средношколците за да дојдат до 1.000.000 денари. Награда за најдобра идеја што ја доделува Brainster. Нашата идеја треба да победи затоа што ова е нешто иновативно досега што го немало во нашиот регион, поточно и во нашава држава, и затоа што сосема се контрира со досегашните начини на вработување и со борбата на непотизам. И затоа мислам дека треба сите да имаат еднаква и фер шанса за да имаат за да се вработат. Нашата идеја е да создадеме платформа со која што ќе добиеме по безбедни улици. Сигурно сте биле во ситуација кај што сте чекале многу долго да се јавите на Телеком или на било кој оператор и сте немали интернет, а ви требало итно и токму тоа ќе го замени или за било какви резервации, анкети и токму и затоа мислам дека нашата идеја е навистина потребна. По селекцијата од 400 бизнес идеи, најдобрите 20 денеска имаат своја презентација. Само за 10 бизнес идеи има место во големото финале, кој што утре пред реални инвеститори ќе се борат за наградата од 1.000.000 денари. Јас сум многу среќен да кажам дека поголемиот дел од идеите се некако поврзани со вештачка интелигенција, бидејќи тоа е трендот, тоа што сме го приметувале претходно и на други бизнес надпревари и таму каде што сум бил повикуван и како инвеститор. Чувствувам дека некогаш сме, да речеме, една фаза наназад, односно слушаме идеи кои се од претходната ера. Овој пат поголемиот дел од идеите се поврзани со вештачка интелигенција. Настанот е дел од иницијативите со кои Brainster ја спроведува својата визија за подобрување на бизнис климата, предприемачкиот екосистем и кадровските капацитети во Македонија